Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп на локалните избори со 11 кандидатски листи за советници, 297 кандидати и 9 кандидати за градоначалници. Пронајдена граната од Првата светска војна на патот Прилеп Битола. Во пресрет на најголемиот профи настан во земјава, Симфонија Boxing Night, како се подготвуваат македонските боксери. Европска недела на мобилност, денеска беа поделени флаери за користење на еколошките средства за превоз, утре ноќна трка. Времето денеска променливо облачно, посвежо, ветровито со сончеви периоди. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Прилеп на локалните избори 2025 ќе има 11 кандидатски листи за советници, во кои ќе учествуваат 297 кандидати и 9 кандидати за градоначалници. Во Прилеп до Општинската изборна комисија се поднесени 11 кандидатски листи за советници, од кои 3 се од независните, а останатите 8 од политички партии. Група избирачи Борче Петрески, група избирачи Страшо Наумовски, група избирачи Ванчо Спирковски, Коалиција за локални избори 2025, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Политичка партија Левица, Македонска ера трета Македонски независни листи Суверенисти, Единствена Македонија, Движење Знам за наша Македонија, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМНЕ, МАК, Искуство за успех Либерално-демократска партија. Што се однесува до кандидатите за градоначалници во Прилеп до Општинската изборна комисија, беа поднесени 9 кандидатури за градоначалник, од кои 4 независни и 5 за кои се станале политички партии. Група избирачи Љупчо Донимагловски, група избирачи Ѓорѓија Игески, група избирачи Борче Петрески, група избирачи Павлинче Матеска, Коалиција за локални избори 2025 година предводена од СДСМ Петра Лукаровска, Македонска ера трета Македонски независни листи Суверенисти Владимир Ѓорѓиевски, Коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ Дејан Продановски, Искуство за успех Либерално-демократска партија Жарко Бошковски, Политичката партија Демократи Скопје со Јасминка Стојковска. Кандидатите за градоначалници во сите општини и листите за советници се објавени на страницата на Државна изборна комисија. Ждрепката за утврдување на единствената листа на кандидати и кандидатки Државната изборна комисија ќе ја одржи најдосна на 25 септември. Пронајдена е граната од Првата светска војна на патот Прилеп Битола. Вчера во 15 часот во СВР Битола ОП пријавил дека на патот Прилеп Битола под подвоздухот кај село Лозани пронашол стара граната. Пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување ја подигнал гранатата и констатирал дека се работи за граната од Првата светска војна со калибар 105 мм, информираат од СВР Битола. Во пресрет на најголемиот профи настан во земјава, Симфонија Boxing Night, боксерски спектакл, Радио Пела направи интервју со македонските боксери. Да чуеме како тие се подготвуваат. Сите што сакаат, што любители на бокс и сакаат да гледат добра боксерска ревија, 27.9. нека дојдат во Симфонија Хал во Прилеп.
ќе има добри мечеви, добри бокс за прв пат во Македонија ќе се организира нешто поразлично. Од самата борба очекуваме победа, како што и доликува, трениравме за тоа, напорно се спремавме, противникот е Јасмин Хатич од Босна, доволно доста искусен и се надевам на победа. Па мојот противник е доста поискусен од мене, мислам дека има 25-26 години, но сепак се спремаме, годините немаат врска. Секогаш работиме на најпрво на нашите мани да ги подобриме, а потоа нормално и на кондиција и на снага. Само верувајте во себе, верувајте во Бога и се е возможно со вистинска работа. Европска недела на мобилност. Во Прилеп денеска беа делени флаери за користење на еколошките средства за превоз. А утре се очекува ноќна трка во организација на Златоврв. Во рамките на Европската недела на мобилност, денеска во Прилеп имаше бесплатен градски превоз во текот на целиот ден, а учениците при Средното општинско училиште Ристе Скиричко делеа едукативни флаери. Утре, собрајќеот на булеварот Гоце Делчев ќе биде запрен за одржување на ноќната трка на 5 километри низ градот во организација на клубот Златоврв. Ние, како и од секој друг организиран настан, сме составен дел од организацијата на секоја спортска манифестација културна, било побарање да е на граѓани или институции во овој момент со работка со локална самоуправа, општина Прилеп, како составен дел од организацијата, ќе се потрудиме максимално и ќе ги ставиме своите ресурси максимално на располагање со цел да имаме еден нормален тек на настаните кои ќе се одвиваат во текот на оваа Европска недела на мобилност, организирана од локалната самоуправа Прилеп. Значи, со нашите ресурси максимално ќе се потрудиме овој процес, оваа Европска недела на мобилност и сите тековни настани да поминат во еден нормален тек, безбедно да биде за сите учесници. Временска прогноза. Времето денеска беше променливо облачно, посвежо, ветровито со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветар од северозападен правец. Кон крајот на денот ќе постои мало на облачување, информираат од Управата за хидрометролошки работи. Температурата во Прилеп изнесуваше 26 степени Целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.